Стартуваме со најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Акцентот и во овој дневник го ставаме на земјотресите кои што и понатаму се случуваат во Охридскиот регион, но и во Велешкиот регион веќе се чувствуваат се поинтензивно. Што се ќе погледнете во овој дневник, останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Почвата во Охридскиот регион не мирува. Македонија е трусно подрачје. 8% од земјотресите во Европа се случуваат кај нас. Средните училишта утре по втор пат ги отварат вратите за новите средношколци. Колска дише на шкрги, работниците изманипулирани. Ветувањето на премиерот Зоран Заев за исплата на заостанатите плати не се исполни. Продолжуваат интензивните активности на Охридскиот кризен штаб заедно со стручните институции во Република Македонија. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и представници на сеизмолошката обсерваторија. Како што е веќе познато, во текот на доцните вечерни часови почна увидот на објектите кои имаат најголемо оштетување. Нашите колеги од регионалната Охридска телевизија не информираат што се случува таму. Кризниот штаб на град Охрид и денеска заседаваше со 4 тимови од Институтот за земјотресно инженерство и се направи распоред за обсервација, односно за проценка на оштетувањата на најзагрозените објекти, според кој редослед денес ќе се одвиваат сите тие активности. Прво ќе бидат обсервирани јавните институции пред се болниците, а потоа ќе се продолжи по останатите институции. Веднаш потоа, во текот на денот, дури 5 екипи на експерти ќе прават увид на најоштетените објекти, онака како што вчера кризниот штаб ги подреди по приоритет на оштетување. Според првиот човек на градот, она што е најважно е дека размислувањето и на експертите од сеизмолошката обсерваторија и на експертите од ИЗИС е дека се задоволни од глобалната градба во градот Охрид и досега не се забележани објекти кои што имаат висок ризик на загрозеност во градбата, според кој што би престоела опасност од поголеми оштетувања на објектот, заради кој локалната би препорачала иселување. И тоа е најважното во овој момент кој што треба да се пренесе на граѓаните на Охрид. И уште една нивна констатација која што е важна и за мене, меѓутоа како градоначалник на градот, меѓутоа и за граѓаните, дека и ако продолжи интензивната сеизмичка активност во наредните денови, значи не се очекува дека можат да се најдат градби со висок степен на загрозеност, заради кој што би настанале оштетувања, а заради кој што ние како кризен штаб би им советувале да привремено ги напуштат своите домови. Заради превентивно избегнување на опасност од одронување на малтер, една од градинките привремено ќе биде затворена за прием на деца, додека сите останати градинки може непречено да продолжат со работа и според експертите нема опасност од настанување на штети, дури ако продолжи ваквата интензивна сеизмичка активност. Токму така, деновиве Македонија е се почесто зафатена од земјотреси. Иако најинтензивни се во Охридското подрачје, вчерашниот земјотрес со јачина од 5,1 степен според Рихтер го почувствуваа и Велешани. Се поставува прашањето, може ли да се заштитиме самите себе од природни непогоди? К1 телевизија ги анкетираше Велешани, дали знаат како треба да реагираат за време на земјотрес. Може ли да се заштитиме самите себе си од природни непогоди? Ова прашање се повеќе се наметнува деновиве откако зачестија земјотресите во Охридскиот регион. Повеќе од 1000 потреси регистрирани се за краток временски период. Вчерашниот земјотрес со јачина од 5,1 степен според Рихтер се почувствува и во Велес. Денеска К1 телевизија ги прашуваше Велешани, знаат ли како треба да се реагира за време на земјотрес? Ако се случи, треба елики вратата да се
застанеш, ти има бетон тоа се горе, или под маса. Тоа е најправилно. Да бегаш џабе, ќе земја се нема бегање. Тоа е природна сила. Значи треба секој да си знае правилата како треба да бидат за земјотресите. Како треба да реагираат. Секојаш. Иначе јас секој пат и децата под врата стои ми, таа старите останала таков што не учеле. Да се биде смирен. Мислам дека првата манифестација што треба човек да направи да делува смирено. Затоа што е илузорно да правите било што, да напуштате, да бегате, да и така натаму. Нашите објекти овде се претежно стари, ама и тлото кај нас е прилично црсто, така да земјотресите не чувствуваат како во Охрид, како Скопје и потресите се многу кратки и по беззначајни. Македонија важи за трусно подрачје. Според статистиката, 8% од сите земјотреси во Европа се случуваат кај нас. Оваа бројка не треба да се занемари, како и бројката дека 95% од земјата е подложна на ерозија, една од главните причини за поплави. Досега Дирекцијата за заштита од кризи нема излезено со препораки како граѓаните да се самозаштитат во случај на земјотрес. Лани, кога Скопскиот регион беше погоден од серија земјотреси, ДЗС подели едукативни брошури. Вработените во фабриката за шински возила и понатаму одат на своите работни места, но работа нема. Велат поминали и 3 дена кои што премиерот Зоран Заев им ги дал како период за исплата на дел од заостанатите плати. Велат неизвестноста е уште поголема, бидејќи не знаат дали новата влада ќе го продолжи веќе започнатиот процес на припојување на Колска со МЖ Транспорт. Неизвестноста и понатаму е лошо секојдневие за вработените во Велешката фабрика за поправка на шински возила Колска. И посредбата со премиерот Зоран Заев, решение за проблемот на 125 вработени нема. Тие велат, сега дури сме во понезавидна состојба. Новата влада нема официјален став дали ќе го продолжи започнатиот процес за спојување на Колска со јавното претпријатие Македонски железници транспорт. 3 дена кои премиерот Заев им ги ветил за исплата на делот за останатите плати одамна поминале. Трансакцијските сметки се уште се со непроменото салдо, велат работниците, кои потенцираат дека заложници на ваквата состојба се и нивните семејства. Здравствено осигурување нема, а лекарска помош на многумина им била потребна. Во моментот во фабричките хали не се одбива работен процес. Вработените одат на работа, но велат дека секој нов ден ја губат увербата за подобар живот. Општинската организација на СДСМ Велес повторно со обвинување кон општината. Овој пат тема на пресконференцијата се незаконските вработувања во локалните институции во Велес, односно во Народниот музеј и локалната библиотека. Од општината демантираат, велат, општина Велес работи законски и транспарентно. Носењето годишни планови за вработување е законска обврска на институциите. Општина Велес незаконски се обидува да вработува лица пред престојните локални избори закажани за октомври. Советот на општина Велес исто така ги пробива законските рокови за разгледување и давање на мислење на годишните планови за вработување. Со вакво обвинување денеска излезе општинската организација на СДСМ Велес. Годишните планови за вработување за 2017 и 2018 година на Народен музеј Велес и локална библиотека Гоце Делчев се спротивни на одредбите на Законот за вработени во јавниот сектор, член 20б став 1, 2 и 4, во делот на законските преклузивни рокови кои воопшто не се запазени. На пресконференцијата на СДСМ писмена реакција испрати општина Велес во која меѓу другото стои: општина Велес работи законски и транспарентно. Носењето годишни планови за вработување е законска обврска на институциите. Нашето работење е во согласност со законите и доказ за тоа се признанијата што општината ги има добиено од независни институции. Наместо СДСМ да се грижи за општината, нека се сврти кон своите раководни лица во владата и министерствата и своите функционери. Крајно време е да се фатат за работа и реализација на ветувањата кои им ги дадоа на граѓаните, стои во писмената реакција на општина Велес.
Во јавните средни училишта во Македонија утре ќе се спроведе второто пријавување во јунскиот рок за упис во прва година во учебната 2017-2018 година, а резултатите за запишани ученици ќе бидат објавени следниот ден, односно на 6 јули. И 4 средни училишта во Велес се подготвени за вториот уписен рок. Еве каде се има и колку има слободни места. 4 средни училишта во Велес утре ќе примаат пријави за упис во прва година во учебната 2017-2018 година. Основците кои не успеја да се запишат во саканите смерови и во овој уписен рок имаат богата понуда. Според бројот на планирани слободни места во средното Коле Неделковски, можност за упис имаат уште 250 ученици. По првиот рок најмногу интерес имало за смеровите компјутерска техника, транспорт и шпедиција. Во хемиското училиште слободни места нема само во медицинските паралелки. Останува неизвестно дали Министерството за образование ќе одговори на барањето на училиштето за формирање на паралелка за физиотерапевт. Барањето со подпис од родители од училиштето велат дека го препратили уште минатата недела, но засега повратен одговор нема. Слободни места во Димитрije Чуповски има само во паралелките за прехранбен техничар и козметичар. Околу 80 слободни места има во гимназијата Кочо Рацин, а 105 во средното економско Јовче Тесличков. И средните училишта од Кавадарци утре по втор пат ќе ги отворат вратите за идните средношколци. Во гимназијата Добри Даскалов во првиот уписен рок се пријавиле 203 ученици. Во средното општинско училиште Киро Спанџов Брко се пријавиле 95, а во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров 30 ученици. Во Неготинската гимназија остануваат слободни 354 места, од кои 121 во гимназиско образование, а останатите 233 места за стручно образование. Мартина Митков ги има деталите. Утре средните училишта од Кавадарци повторно ги отвораат вратите за идните средношколци. Дел од нив се запишале во првиот уписен рок, а дел ќе се запишат утре. Најголем интерес кај полуматурантите има за гимназијата Добри Даскалов. Во ова училиште во прва година се предвидени да се запишат 238 средношколци. Во првиот уписен рок се пријавиле вкупно 203 ученика, од кои 138 за гимназиско образование, а 65 за економско, правна и трговска струка. Во првиот уписен рок има пријавено вкупно 155 ученици. Во средното општинско училиште Киро Спанџов Брко се планирани да се запишат вкупно 272 средношколци во две струки: машинска струка со 102 ученици и електротехничка струка со 170 ученици, сите заедно во 8 паралелки. Во првиот уписен рок се пријавиле 95 ученици, а најголем интерес има за електротехничар, за компјутерска техника и автоматика, а од машинскиот смер најмногу заинтересирани има за струката автотехничар-мехатроничар. Најмногу слободни места има во средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, каде што во првиот уписен рок се пријавиле 30 ученици. Слободни места остануваат во сите профили и струки кои ги нуди ова училиште, а тоа се шумарско дрвопреработувачката, земјоделско-ветеринарската, угостителско-туристичката и хемиско-технолошката струка. Со 3 годишно образование има 4 струки, а со 2 години една. Во гимназијата Кирил и Методи во Неготино пак беа планирани да се запишат 442 ученика во 13 паралелки. Во првиот рок се примени 88 ученици и сега остануваат слободни 354 места, од кои 121 во гимназиско образование, а останатите 233 места за стручно образование. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола за академската 2017-2018 година ги отвара вратите за нови 2000 студенти. И покрај тоа што конкурсот се уште не е објавен од страна на Министерството за образование и наука, од универзитетот очекуваат студентите да ги пополнат предвидените места на сите студиски програми што ги нуди универзитетот. Новина годинава е одлуката на владата за активирање на студиите за безбедност и евроинтеграција на факултетот за безбедност кои беа во умирување. Информациите ни ги пренесуваат колегите од Битол од регионалната телевизија Мега.
Обезбедени се 26.105 места за идните бруцоши кои ќе се запишат на универзитетите во земјата. 13.953 места се за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола се подготвува за уписот на новите студенти за академската 2017-2018 година и покрај тоа што конкурсот се уште не е објавен од страна на Министерството за образование и наука, од УКЛО велат дека годинава вратите ќе ги отворат за 2000 нови студенти, на кои ќе им понудат квалитетно образование. Ние очекувам без оглед на конкурсот, да конкурсот сигурно тој ќе го дозволи некаде околу 2000 студенти. Со сите оние опасности, гледате, има се помал број на студенти, односно средношколци, се поразвиена конкурентска, но секогаш викаме таа конкуренција е здрава доколку е лојална. Она нелојалната конкуренција мора да се среди и мора да се воведе систем на квалитети. Сепак се работи за сериозен простор, тоа е високо образование, тука нема простор за експерименти и за лошо образование. Доаѓаат зрели личности кои што знаат што сакаат. И ако го испорачате, тоа добро, ако не, тоаш не е прво фер од ваша страна, од друга страна е брзо препознава дека не добиле она што се надевале. Инаку новина во конкурсот е тоа што владата донесе одлука да се активираат студиите за безбедност и евроинтеграциите на факултетот за безбедност при УКЛО, кои беа во мирување. Годинава факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методиј нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата. Одредени дисперзирани студии на другите универзитети пак се редуцирани. За прв пат се утврдени и квоти за упис на одредени студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнината. Вообичаено првиот уписен рок е во втората половина на август, вториот кон крајот на месецот и првите денови од септември, додека третиот уписен рок е кон средината на септември. Оние кои ќе се запишат како редовни студенти ќе влезат во државната квота и ќе треба да плаќаат 200 евра годишно. Редовните студенти во квотата со кофинансирање и вонредните ќе плаќаат по 400 евра, а на дисперзираните студии партиципацијата е 100 евра. Во среда 5 јули ќе се одржи втората летна крводарителска акција. Својата хуманост на дело ќе може да ја покажат сите кавадарчани кои со донирање на животната течност би спасиле нечи живот. Акцијата ќе се одржи во Кавадарци, а ќе започне од 9 и ќе трае до 14 часот. Деталите ги има колешката Мартина Митков. Во рамки на планираните годишни активности, Општинската организација на Црвениот крст од Кавадарци утре ќе организира втората летна крводарителска акција. Својата хуманост на дело ќе можат да ја покажат сите кавадарчани, кои со донирање на животната течност би спасиле нечи живот. Акцијата ќе се одржи во просториите на Кавадаречкиот Црвен крст, а е планирана да започне од 9 и ќе трае до 14 часот. Во рамки на оваа акција бесплатно ќе биде организирано мерење на шеќер и масти во крвта. Инаку од Кавадаречкиот Црвен крст соопштуваат дека според досегашните реализирани крводарителски акции, се повеќе се буди свеста кај граѓаните за хуманост и солидарност. Крводарителските акции се организираат еднаш до 2 пати месечно преку цела година во институциите, училиштата и особено во летниот период, но има и такви дарители кои даруваат крв и надвор од организираните акции. Соработката со трансфузиолозите и центрите за трансфузија е на високо ниво. Редовно има акции за крводарување и никогаш не дојде до недостаток на крв и во состојба за ургентно дарување, велат од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Продолжуваме со вестите од Македонија. Продолжуваат и понатаму панел дискусиите на ВМРО ДПМН. Опфатени се речиси сите теми. Земјоделците се соочуваат со проблеми поради високите температури, но и мразовите кои што ги зафатија земјоделците. ВМРО ДПМН продолжува со панел дискусиите. Последната беше посветена на економијата, насловена како подобри и различни. ВМРО ДПМН намалуваше, СДСМ зголемува даноци. Поранешниот заменик министер за економија Христијан Делев потенцираше дека владата предводена од ВМРО ДПМН реализираше многу реформи,
кои придонесоа државата да стане конкурентна. Македонија е над просек во европски рамки. Значи, во Македонија се плаќаа многу повеќе даноци отколку в просечните европски држави. Зошто? Заради тоа што даноците беа ниски. И има таму еден еквилибриум каде што колку помалце се даноците или колку се пониски даноците, толку повеќе луѓето се стимулираат, односно се спремни да ги плаќаат истите. И затоа Македонија беше, да кажеме, една позната по тоа дека ние како систем, како општество имавме воспоставено многу добар систем, даночен систем. За исправната економска политика која спроведуваше претходната влада според Делев, доказ е тоа што Македонија од релевантните светски економски институции беше рангирана меѓу 4 најконкурентни економии во Европа, токму заради ниските даноци. Делев вели дека сега лошо е што СДСМ планира истите да растат. Не можете вие преку ноќ од 10 на 18% да покачите една давачка. Тоа не се случило во историја во ниедна држава. Да за 80% нешто покачи. Влади паѓаат на светско ниво за покачување 1, 2 или 3%. Значи, системи цели паѓаат, а овде имаме зголемување за цели 80% во еден сегмент. На панел дискусијата на ВМРО ДПМН беше заклучено дека доколку се промени даночната политика, тогаш можно е многу од потенцијалните странски инвеститори, наместо кај нас, да завршат кај соседите, односно во Бугарија или пак во Србија. Во тек е жетвата на јачменот или она што остана на нивите по измрзнувањето и пролетната суша. Поради непогодите што ги снајдоа, дел од земјоделците нема да имаат никакви приноси и бараат помош од државата. Годинава житата ги снајде голема непогода, земјоделците се жалат, некои ќе нема ни зрно да соберат. Комбајните влегоа, но првите резултати од жетвата на јачменот кажуваат дека поради студот и сушата, повеќе од половина од насеаните 48.000 хектари се без род. Полујоделците бараат да се прогласи вонредна состојба за житните култури на територијата на целата држава, обвинувајќи дека поради екстремно лошите временски услови, приносите кај јачменот се намалени за 70%, а кај пченицата и до 50%. Според нив, обештетување од државата треба да има и бараат надокнада од државната каса од 30.000 динари по хектар, односно во висината на производствените трошоци и да бидат ослободени од закупнината за земјоделското земјиште. Комисиите формирани за штетите од градот и поплавите треба да ги проценат и штетите од сушата. Со есенската сејдба се насејани 130.000 хектари со житни култури, од кои 75.000 со пченица. Силниот тајфун Нанмадон ја зафати Јапонија, предизвикувајќи силни ветрови и обилни дождови во југозападниот дел од земјата, пренесува ДПА. Стихијата навлезе во околината на градот Надагаска. За сега нема податоци за жртви и материјални штети, но властите предупредуваат на опасност од поплави, излив на реките и свлечишта. Има предупредувања и за цунами, бранови високи 6 метри во областа на островите Кјушу и Шикоку. Вести од светот во приложение. Инцидент во американската сојузна држава Масачусет. Најмалку 10 лица се повредени кога во непосредна близина на аеродромот Логан во Бостон автомобил во полна брзина удрил во пешаци. За сега нема индиции кои навестуваат дека станува збор за наместен удар или за терористички напад. Весникот Бостон Глоуб, повикувајќи се на полициски информации, пишува дека станува збор за инцидент предизвикан од невнимателност на возачот, чиј што идентитет полицијата не го открива, а соопштува дека е лишен од слобода. Северна Кореја тестирала ракета со среден дострел. Ракетата паднала во Јапонското море и не представува закана за Северна Америка, потврди командата на американски сили во Тихиот океан. Ракетата прелетала 930 км за 37 минути пред да падне во Јапонското море. На ракетното тестирање реагираше председателот на Јужна Кореја, Мун Је-ин. Длабоко сум разочаран од ракетната проба, извршена неколку денови откако со американскиот колега Доналд Трамп апелиравме за воздржаност на Северна Кореја, истакна Мун на почетокот на воредната седница на Јужнокорејскиот совет за национална безбедност.
Тој додаде дека јужнокорејските вооружени сили анализираат дали Северна Кореја истрелила интерконтинентална балистичка ракета. Јапонскиот премиер Шинзо Абе истакна дека новото ракетно тестирање на Северна Кореја е закана која се повеќе расте. Денеска имаме променливо и свежо време со локални врнежи од дожд проследено со северен ветер. Дневната температура се движи во интервал од 19 до 29 степени. УВ индексот има вредност 6. И утре ќе дува повремено северен ветер, а ќе почне период на стабилно време со постепено покачување на температурата. Со оваа информација го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.